2 години водење битка со институциите, докажување и пред нив, но и пред општеството, дека лицата со попреченост може да работат и создаваат. Вака Зоран Мијалков го започнува денешниот разговор. Невладиното здружение Сплотени срца денес одбележува 2 години од своето постоење. Вела дека барем засега не успеале да ги променат законите, но затоа пак успеале да го променат општото мислење за лицата со попреченост. Успехот е во освестувањето и сплотувањето на родителите, институциите кои што треба, и минатите и сегашните и од 90 наваму, значи кои што треба да не бидат на услуга на нас. Впрочем, сега за сега ситуацијата е кога одиш кај нив, наместо тие да се нудат за услуга, е како, значи, такво чувство имаш. Еве, овие па дошле нешто да ни баваат. Меѓутоа, за жал, како што доаѓа статистиката, може многу од нив да го осетат на своја кожа, не дај Боже. Меѓутоа, статистиката е таа, дека од година во година ќе расте бројот во светски рамки на лица со посебни потреби. Власта се уште е глува кога станува збор за подобрување на животот на лицата со попреченост, смета Мијалков. Нивната заложба да се создадат законски устови со кои ќе се штитат децата со попреченост по смртта на нивните родители, ниту пак 1% од општинскиот буџет да се одели за оваа ранлива категорија, засега не вродија со плод. До сега нашата борба сега веќе почнува као да се гледа светло на крајот на тунелот, бидејќи не можат институциите веќе да кажат дека не им е доставено. И на претходната влада и на сегашната им ги доставивме нашите бавања, кои што ги распределивме по министерствата, како предлог закони, законски дополнувања. Се надеваме дека ќе дојде ден да се даде приоритети за овие закони да се стават во собраниска процедура. Во наредниот период, објаснува Мијалков, ќе се продолжи со кампањи и проекти со кои ќе се подобри животот на лицата со попреченост. Во моментот во здружението Сплотени срца членуваат над 3000 семејства.